Активистите против рудници во југоистокот велат дека државата е клучна да се спречи судбината на рудникот да се прекраши врз грбот на народот. Тие се децидни дека приказната со рудникот е интерес за чист профит со две можни решенија. Постојат два начини. Едниот начин е да издействува таа концесија некако магично, да се мимо законите да се оживее наново. А тоа дека е можно, можно. Гледаме што се случува во нашето осуство. Но, во тој случај, отварањето на некакви практики за отварање на рудникот би биле доста критични кај нас, бидејќи би продуцирале огромно незадоволство, односно народот и така му е преку глава од сите кризи што сега ги има. Танушев потенцира дека вториот начин е преку обештетување, но затоа пак мора државата да има добра одбрана, бидејќи штетата ќе ја платат граѓаните. Доколку се отвори арбитражен постапка во Америка, да кажеме, кој ќе застапува нашата држава и како дали постои можност таа да се спогоди за значителна сума, би рекол некои стотици милиони долари, кои што на крај ќе треба да бидат платени од буџетите значи од сите нас, даночните обврзници. И на тој начин би се створило една легална плячка, би рекол. Значи, ова е легален грабеж. Доколку адвокатите на нашата држава се спогодат со Евромакс во таква судска постапка. Неофицијалните информации на активистите се дека Евромакс сака да ја купи тетовски еколог. Евромакс не одговори на прашањата дали има интерес за купопродажба на компанијата, додека од еколог демантираа дека се интересираат, но активистите пак тврдат дека со месеци се водат преговори за купопродажба помеѓу овие две компании.